Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Следуваат настаните на денот. Имаме најдобра економска програма со конкретни мерки. Треба да се изедначат бизнис условите како за домашните, така и за странските компании во државата кои отвораат бизнис. Ќе отвориме 30.000 мали фирми за вработување на младите, а просечната плата ќе биде 300 евра, рече лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов на одржаната трибина во Окочани. Коалицијата за промени и правда, предводена од Демократскиот сојуз на Македонија, заедно со коалиционите партии Демос, Фродем и Работничката партија, во Окочани одржа трибина на која беше изложена програмата на коалицијата за претстојните парламентарни избори. Пред присутните во салата на мултикултурниот центар во Окочани изборуваше лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов, кој истакна дека коалицијата за промени и правда е подготвена да го сруши режимот на Никола Груевски и повеќе годишното негово владење. Ние сметаме дека треба да се изедначат бизнис условите за домашните и странските компании. Ние обезбедуваме над 800 милиони евра за економски развој на Република Македонија. Сакаме платата, минималната плата да изнесува 300 евра. За тоа има можности и тоа ќе го направиме. Сакаме да ги подржиме домашните компании, тие да инвестираат, тие да градат фабрики, да градат производствени капацитети. Сакаме над 30.000 мали фирми да отвориме во кои ќе бидат вработени од 3 до 5 млади стручни кадри. Тоа е силен потенцијал, тоа е економски развој со новите вработувања, ќе се полнат сите фондови. И затоа не се плашиме и кажуваме дека ќе обезбедиме минимална пензија од 200 евра за секој пензионер. Трајанов зборуваше и за евроинтеграциите на Македонија и истакна дека тие, како коалиција, имаат систем како Македонија да влезе во Европската Унија и НАТО. На трибината во Окочани Трајанов најави укинување на радиодифузната такса, намалување за 2/3 на паричните казни за граѓаните и компаниите, укинување на екстерното тестирање, а работното време на администрацијата да започнува во 7 часот. Пред присутите на трибината зборуваа и Емил Анастасов од Демос, Јовеќе Киновски од Фродем, Страшо Јованов од Работничката партија, како и носителот на кандидатската листа во изборната единица 4 Слободан Богоевски. На присутните им се обрати и носителот на листа во изборната единица 3 од Коалицијата за промени и правда, Весна Стоименовска. Во општина Кучани гласачките места се намалени за 2. Освен во бројот, има промена и на местата за гласање, односно одредени објекти каде што се гласало, истите се во приватна собственост, преместено е на места во јавни установи. Државната изборна комисија подрачно оделение во Кочани, надлежна за спроведување на изборите за општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево, ги објави избирачките места во овие 3 општини. Во општина Кочани за изборите закажани на 11 декември, гласање ќе се спроведе на вкупно 61 избирачко место, односно ќе има 2 избирачки места помалку од претходно, а ова е согласно изборниот законник кој предвидува за едно избирачко место најмалку 10 запишани граѓани со право на глас. Во избирачкото место во село Речани, каде гласаат жителите од селата Речани и Вранинци, вкупно има запишано 8 гласачи и за нив гласањето ќе го спроведе избирачкиот одбор од избирачкото место во село Костиндол. Во избирачкото место во село Безиково има запишани 9 гласачи и за нив како најблиско избирачко место гласањето ќе го спроведе избирачкиот одбор од избирачкото место во село Пресека. Истакна Снежана Хаџипаунова, раководител на подрачното оделение на ДИК во Кочани. Во општина Кочани за претстојните избори има и промена на гласачките места. Ги има вкупно 7 како е извршено промена на објектот за гласање. Избирачко место 842, кој претходно беше сместено во приватен објект на улицата Љупчо Сантов. Сега гласачкото место со решение на ДИК е сместено во основното музичко училиште Ристо Јуруков.
Избирачкото место кое беше во приватниот објект на улица Јане Сандански 3. Сега гласачкото место со решение на ДИК е сместено во јавната општинска установа детска градинка Павлина Велјанова на улицата Гоце Делчев број 3. И избирачкото место број 833 кое претходно беше сместено во зградата на поранешен Кјуби, сега заради подобри услови, истото ќе биде во зградата на комуналното јавно предпријатие Водовод. Во општина Зрновци пак и општина Чешиново Облешево нема промени во однос на бројот на избирачките места во кои ќе се спроведе гласањето. Во Зрновци ќе се гласа на 4 избирачки места, а во Чешиново Облешево на 13. Јавно незадоволство со мирен протест искажаа жителите на Облешево поради уништувањето на постојниот водовод за да се постават нови цевки за водоснабдување. Револтирани се што пред 12 години залудно се потрошиле пари од државниот и од буџетот на општината, а вода за пиење не добиле. Жители на Облешево излегоа на протест поради уништувањето на цевките од постојниот водовод во населбата и поставувањето од други на нивно место. Велат дека пред 12 години тогашната локална самоуправа изградила водоводна мрежа, но и покрај ветувањата водоводот никогаш не профункционирал. Сега низ населбата повторно се копа за да се постави друга инсталација, што ќе биде поврзана на градскиот водовод од Кочани. Облешевци се револтирани што се прават нови трошоци, иако во 2004 година од државниот и општинскиот буџет се потрошиле околу 230.000 евра за истата намена. Ја не знам како не се зема на одговорност, ни збор не се кажува дека ќе земе на одговорност кој подпиша дека е водоводот успорна состојба и се сече лента, попови вика призимаа таму као приводен водовод, зимаа црева под хидрофор, пуштија водата у паркот да тече, сече лента, туа првија прослави, фактички ни еден саат не е работил водоводот. Сега наново се копа, еве ќе видите цевките, се се упропастува, а надговорност не се зима за оваа штета. Жителите кои излегоа на протест рекоа дека со години чекаат да добијат пристојна инфраструктура и нормални услови за живот, но ветувањата за тоа досега не се реализирале. Кој нека да има водовод? Ние сите имаме бушотини со вода, имаме септички јами, ние имаме канализација со главни водовод имаме. У 21 век. Зашто не е профункционирал, а се дадени 14 милиона денари за тај истиот водовод да профункционира. А улиците се ни ископани, оштетени асфалто, ние се мачеме да пројдеме по нив, кога заврне една капка дожд, ние веќе газеме укал. И тоа што го имаме го изгубивме. А овај постојајќи водовод фактички е затрупани пари у земја. Во локалната самоуправа на Чешиново Облешево потврдуваат дека цевките од претходниот водовод што не профункционирал сега се вадат, а на нивно место се поставуваат нови. Причина за тоа било што недостасува техничката документација за тогаш реализираните градежни работи. Исто така, стручните испитувања покажале дека поради начинот на изведба и од поплавите во изминатиот период, постојната инсталација не одговара на сегашниот проект за поврзување на градскиот водовод. Бил даден совет да се постави целосно нова мрежа за во иднина да се спречат дефекти и оштетувања. Инаку, општина Чешиново Облешево подпиша договор со Министерството за финансии за подзаем од проектот за подобрување на општинските услуги. Средствата во висина од близу 20 милиони денари ќе се отплаќаат во наредните 13 години, при што е добиен грејс период од 3 години. Со нив треба да се реализира поврзувањето на населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци на градскиот водовод од Кочани, од каде треба да се обезбедат вкупно 10 литри вода во секунда. Пораст на бројот на сообраќајните несреќи во изминатите 3 квартали од годината е регистриран на подрачјето што го покрива секторот за внатрешни работи во Штип. Повеќето од сообраќајките биле со потешки последици по здравието и животот на луѓето, а имало и 15 жртви. Последната сообраќајна несреќа што пред 2 дена се случи на магистралниот пат Кочани-Штип кај Чардаклија и во која загина 65 годишна жена од Теранци, го зголеми негативниот биланс во евиденцијата за безбедноста во сообраќајот. Според анализите на секторот за внатрешни работи од Штип, за 11 месеци од оваа година регистрирани се 15 жртви на патиштата во регионот, што е за 200% повеќе во споредба со состојбата од пред 4 години.
Податоците од евидентираните сообраќајки покажуваат дека во овој период нема драстични промени во сообраќајната дисциплина кај сите видови учесници. При тоа во несреќите страдали и возачи и сопатници, но и пешаци и велосипедисти. Само во периодот до почетокот на септември полицијата регистрирала 11 загинати учесници во сообраќајот, од кои тројца биле возачи, а имало по двајца сопатници во возила и двајца пешаци. Во истиот период се регистрирани тешки сообраќајни несреќи во кои жртви биле и возач на 4-цикл, двајца велосипедисти, како и едно лице кое управувало запрежна кола. Влошената безбедност во сообраќајот продолжила и во октомври и ноември, кога заедно со последната сообраќајка кај Чардаклија загинали уште 4. Според податоците од секторот за внатрешни работи, причина за сообраќајните несреќи била темпераментноста, но и невнимателноста на возачите. Најчесто сообраќајките биле предизвикани поради недржање на страната и правецот на движење, односно заради непрописно пристигнување. Исто така, неотстапувањето првенство на минување и неприлагодената брзина во повеќето случаи довеле до несреќа во која настрадале учесниците во сообраќајот. Со изработки на честитки, читање литературни творби, Основното училиште Малина Попиванова го одбележа 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби. Представници од локалната самоуправа на Кучани им даруваше пригодни подароци и училишен прибор. Основното училиште Малина Попиванова го одбележа 3 декември, денот на лицата со посебни потреби. Представници од локалната самоуправа на општина Кочани не ги заборави децата од паралелката со посебни потреби. Ги посети и ги израдува со подароци и училишен прибор. Училиштето за оваа пригода распиша литературен конкурс на ниво на општина на тема "Хуманоста е доблест на големите луѓе". Интерес покажа од основните училишта Раде Кратовче, Никола Карев, Малина Попиванова и средното училиште Гошо Викентиев. Представниците, со творбите се овде во училиштето и ги прочитаа нивните творби за кои добија благодарница од нашето училиште за учествува конкурсот. Исто така организиравме мултиетничка работилница за храна, у кој од родителите на учениците со посебни потреби, учениците од 8 оделение по предметот вештини на живење и учество земаа и дел од вработените во нашето училиште. Имаме организирано и ликовна изложба во холот на училиштето од изработките на нашите ученици. И да се заблагодарам на представниците од општина Кочани кои што не посетија и ни доделија материјали за работа со кои што ќе ни го олеснат наставниот процес во текот на учебната година. Учениците од училиштата заедница пак од училиштето изработија честитки кои што ги доделија на учениците со посебни потреби. Учениците од оваа паралелка заедно со дефектолозите кои работат со нив направија интересни изработки кои што беа изложени во училиштето. Во моментов паралелката со посебни потреби во ова училиште брои 12 ученици распоредени во 3 паралелки, една во оделенска и 2 паралелки во предметна настава. Со нив работат 2 дефектолози вклучени во редовната настава и 1 стручен соработник. Со слаб одзив од страна на граѓаните помина хуманитарниот концерт за помош на 5-годишната Ивана Алексова од Кучани, која што боледува од церебрална парализа. Концертот се одржа во спортската сала кај гимназијата. Одржан хуманитарниот концерт за помош на 5-годишната Ивана Алексова од Кочани, на која итно и се потребни финансиски средства за операцијата, што на крајот од месецов ќе биде направена во Белград. Концертот го организираше Основното училиште Раде Кратовче, кој што ја покажа хуманоста на дело и освен концертот организираше и хуманитарен натпревар во ракомет во кој учествуваа наставници и родители. На концертот граѓаните не дојдоа во голем број, но сепак секаква помош за малата Ивана е добре дојдена. Иако беа изведени голем број на хуманитарни активности, вклучително и овој концерт токму сега, сепак има доста мал број на хуманитарни луѓе, не се доволно парични средства собрани, затоа ве молам бидете хумани, донирајте колку што можете на жиросметката што оди на екраните и се надевам дека ќе собереме доволно средства за да ја помогнеме на малата Ивана. На концертот настапија учесниците на фестивалот Музички бранови и членовите на фолклорниот ансамбл Кочани. Истиот се одржа во спортската сала кај гимназијата, а влезниците изнесуваа символични 30 денари.
Наставниците од училиштето и учениците ги повикуваат сите граѓани да ја покажат својата хуманост и да ја помогнат на малата Ивана да ги собере потребните средства за операцијата. Хуманите граѓани може да донираат на жиросметката во Унибанка со број 2401371063083441. Членовите на фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари заминаа на турнеја во Република Словенија. Таму ќе настапат со изворни народни песни, ора и обичаи од Осоговијата и Оризарскиот крај, а од Тидоа на покана на Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи од Крањ. 30 членови на фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари заминаа на турнеја во Република Словенија на покана на Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи од градот Крањ. Со членовите фолклористи замина и оркестарот од народни инструменти на фолклорниот ансамбл. Кочанските фолклористи ќе настапат со 2 целовечерни концерти пред публиката во Словенија и нашинците кои живеат и работат во оваа држава. На 3 декември, сабота, ќе настапат во Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи во Крањ на манифестацијата Прешерново Оро Крањ 2016, што се одржува по повод годишнината од раѓањето на познатиот словенички поет, книжевник и реформатор Франце Прешерн. На 4 декември, в недела, фолклористите од Оризари ќе настапат со целовечерен концерт во Јесенице, каде што домакини ќе им бидат членовите на Македонското културно друштво и Линден од овој град. Фолклористите и оркестарот од народни инструменти на фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари ќе се представат со изворни народни песни, ора и обичаи од Осоговијата и Оризарскиот крај, со презентација на богатата изворна носија од овој дел на Македонија. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се одиграат редовните кола во втората футсал лига и во третата кошаркарска лига за мажи. Екипите на Унипап и Баскет Дино ќе бидат домакини, при што фудбалерите ќе го пречекаат Овчеполе, а кошаркарите ќе се сретнат со лидерот Balfour Life. По завршувањето на есенскиот дел во фудбалските првенства во машка и женска конкуренција, како и во пинпонгарската прва лига, во наредниот период помалку спортски активности ќе имаат екипите од Кочани и регионот. Во викендот што следува ќе се одиграат само надпреварите во редовните кола на втората футсал лига, како и во третата кошаркарска лига во машка конкуренција. По минатонеделниот пораз од Астибо на гостувањето во Штип, екипата на Унипап во шестото коло ќе биде домакин на средбата со Овчеполе од Свети Николе. Во досега одиграните 5 надпревари од есенскиот дел, Свети Николчани немаат ниту една победа и без бодови се на предпоследното место на табелата. Тоа е доволен мотив за нашата екипа да ги надомести изгубените бодови во Штип и да ја продолжи добрата игра и серијата победи во претходните неколку кола. Надпреварот меѓу Унипап и Овчеполе е закажан за внедела со почеток од 18 часот во салата на Основното училиште Никола Карев. Викендов ќе се игра и петото коло во првенството на третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Екипата на Баскет Дино по минатонеделниот висок пораз од МЗТ во Скопје на домашен терен ќе има уште еден тежок противник. Нашите кошаркари ќе се сретнат со екипата на Balfour Life од Куманово, која во моментот е лидер на табелата. Неповолниот распоред на надпреварите за Баскет Дино беше една од причините досега да се освојат само 4 бода, со што екипата се најде во долниот дел пред Борец, Евробрик и Кичево. Надпреварот со Овчеполе, кочанскиот третолигаш, ќе го одигра в сабота во салата кај гимназијата во Кочани.
Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8, останете и понатаму со нашата програма. Имајте пријатен викенд. Довидување.